Во 2 недели пуштени во употреба 2 експресни патни правци, а на секоја страна од државата се работи на подобрување на инфраструктурата. И во новата година продолжија засилените градежни активности кои Министерството за транспорт ги започна лани. Следно на агендата за неколку денови треба да биде пуштена во употреба првата фаза од пругата кон источниот сосед. Куманово-Белјаковце во должина од 31 км ќе стане функционална после 11 години од поставувањето на камен темелникот кај Клечовскиот мост, смена на изведувач и неколку анекси. Годинава треба да се пушти во употреба и дел од автопатот кој достигна историски висока сума. Најавата е дека со стартот на летната сезона ќе се пушти во употреба дел од Кичево-Охрид, автопат кој се гради 10 години и достигна 600 милиони евра. Рокот за сите 57 километри е до 2026 година. И тука се пролонгираа работите, а причина за последното одложување на рокот беа 13 нови свлечишта кои се појавија на трасата. Новата влада ги одглави работите, ја забрза градбата и експроприацијата се одвива со забрзано темпо. Во следниот период ќе се одбере и изведувач за трасата од Кичево до Букојчани. Ние сме природна раскрсница на многу важни два паневропски коридори. Тоа се коридорот 8 и коридорот 10. Годината ја започнавме со пуштање во употреба на еден ваков преубав експресен пат кој што ги поврзува градовите Куманово и Крива Паланка, односно од местото Чатал преку Длабочица до Крива Паланка или од местото Страцин, познато за оние, попознато за оние кои што патуваат кон нашиот источен сосед Бугарија. Со засилено темпо се работи на коридорите 8 и 10Д. Владата успеа да ги откочи закочените процеси со конзорциумот Бехтел и ЕНКА и конечно после шарените експлозии кои ги правеше минатата влада и помпезните најави се видоа градежни активности. Рокот за изградба на вкупно 110 километри на 4 делници е до 2027. Треба да се завршат Тетово Гостивар во должина од 17,5 километри, Гостивар Букојчани 30 километри, Требеништа Струга Ќафасан 21 километар, а на коридор 10Д се работи на автопатот Прилеп Битола во должина од речиси 40 километри. Се претвори во едно интензивно градилиште на патишта. Значи се градат кај Страцин, кај Струмица, Струмица Дабиле, Панов мост, тука, исто така Прилеп Битола, се гради Охрид, Свети Наум, се гради Кичево Охрид, се гради Кичево Струга, се гради обиколницата околу Тетово, се гради Гостивар, Букојчани, Гостивар Тетово, Прилеп Битола. Треба да се избере изведувач за вториот дел од Скопје Блаце. Комплетирана е само првата фаза, 2 километри пат кои не завршуваат никаде, а дополнително има сомневања за криминал за одбраната траса која треба да се заврши. Обвинувањата се и дека поранешни функционери на ДУИ станале нови газди токму на имотите кои што требало да се експроприраат.